92-иот псалм, псалм песна во саботен ден. Тоа е насловот Божје за овој псалм. 635 страна. Да го чуеме Божјото слово. Псалм, песна во саботен ден. Добро е да се слави Господ и да се пее на Твоето име Севишен, да се навестува Твојата љубов наутро и Твојата верност ноќе, на харфа со 10 жици и на псалтир со песна на лира, зашто Ти ме развесели со Твоите дела, о Господи, ќе се радувам на делата од Твоите раце. Колку се големи Твоите дела, Господи, и длабоки се Твоите замисли. Безумниот човек не сознава и неукиот не сваќа. Иако безбожниците никнуваат како трева, иако цветаат сите кои прават зло, одредени се за вечна пропаст. А Ти, Господи, остануваш возвишен довека. Навистина Твоите непријатели, о Господи, Твоите врагови ќе пропаднат, ќе се распрснат сите кои прават беззаконие. Ми го воздигна рогот, како во бивол, ме помаза со пречисто масло, и моето око гледа од високо на непријателите, и моите уши слушаат за оние кои стануваат против мене. Правенникот цвета како палма и расте како ливански кедр. Засадените во Господовиот дом цветаат во дворовите на нашиот Бог. Тие и во старост донесуваат плодови, сочни и свежи, за да навестат дека Господ е праведен, моја тврдина, и нема неправда во него. Амин. Нашиот текст, како и обично од овој серијал, продолжуваме во Излез 20 глава. И овој ден со Божја помош ќе разгледаме 4-та заповед, која што почнува од 8-миот стих се до 11-тиот стих. Ја прочитам. Страна 89 во Библијата. Помни го саботниот ден за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7-миот ден е сабота Господова, на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Ова е 4-та заповед која што Господ Бог сам ја изусти со својата устна. Замислете вашиот работодавач да ви каже дека имате 6 дена од 7 кои што можете да ги користите за своји потреби, да се посветите на своја работа, да уживате во своите рекреации, да уживате во спортови и се што имате на ум. Но да ви рече дека еден цел ден му припаѓа нему. И целиот сака да биде посветен за работата која тој ви ја дава, оставајќи ги вашите работи и вашите рекреации. Што мислите? Дали тоа е добро и убаво? Или пак можеби помислувате дека тоа е неправедно и е тешко? Навистина, секој човек е склон да рече дека тоа е неправедно. Но зошто е тоа така? Бидејќи секој еден од нас е себичен и секој си го бара своето, па така од земањето на 1/7 од неговата сопственост, грешниот човек ја гледа неправедна и измачувачка. И како што гледаме во светот што не обкружува, се размислува за скратување на работната седмица. Да не биде 6 или 5 дена, туку да биде само 4. Луѓето кои што Бог ги создал да работат 6 дена, еден да одмараат, сами одлучуваат дека подобро е помалку да работиме и да имаме повеќе време. Но зашто да имаме повеќе време? Дали може би тоа значи дека повеќе време да имаме за да прославуваме Бог, да уживаме во Него, да обараме Неговото лице?
Добро би било ако тоа е така, но за жал не е. Најчесто луѓето го бараат тоа за повеќе да имаат време за свое уживање и да уживаат во својата мрзливост, не работејќи ништо. И затоа луѓето викаат дека во петок им почнува животот, бидејќи после петок можат да се опуштат и да уживаат во себе си. Тоа е така и со оваа заповед. Во последниот век христијаните за жал се повеќе отфрлаат оваа заповед, како повеќе да нема никаква важност за нашите животи. Иако секој би рекол дека имаме 10 Божи заповеди, најчесто се живее практично како да има 9. Христијаните наместо да имаат еден цел ден одвоен за Господ, како што ќе видиме дека Бог бара од нас во оваа заповед, тие имаат само 2-3 часа неделно. И зошто е тоа така? Бидејќи сакаме да си ги задоволиме нашите уживање, нашите задоволства. Како што спомнав, нашата внатрешност има борба во себе си против се што е Божјо. И во овој аспект, еден ден од 7, мнозина го кренале своето бело знаменце и се предале, не ни сакаат да се борат. Викаат нема потреба од тоа. И поради тоа можат да најдат илјадници изговори и оправдувања за тоа дека нема потреба да имаме еден цел ден од 7. Така, сакам да ја разгледаме оваа 4-та заповед, која што е заборавена во христијанскиот свет и со Божја помош да разбереме што значи оваа заповед и како да му угодуваме на Бог пазејќи ја. Христијанинот треба да биде човек што во својата внатрешност сака единствено да му угодува на Бог, а најмалку на себе си. Ќе разгледаме накратко дали оваа заповед е морална заповед која е постојана или дали прекинува со самото доаѓање на Христос Исус. Исто така ќе разгледаме дали оваа заповед ја прекршуваме ние, христијаните кои ја празнуваме во недела наместо на 7-миот ден, како што пише во заповедта, кој 7-миот ден кој што е наречен сабота кај нас. За потоа да разгледаме што Бог бара и што Бог ни забранува во оваа заповед и оние причини што Бог ни ги дава за да ја пазиме заповедта. И за жал, навистина, во интерес на времето нема да имаме можност секоја поента целосно да ја офатиме, но ве охрабрувам сите што после оваа проповед ќе имате нејасноти, да разговараме повеќе за тоа и да дојдеме до јаснотија со Божјата помош, за да се разјаснат некои работи. Оваа заповед, може би приметивте, е најдолгата од сите други заповеди. Од сите 10 заповеди, ова има најмногу зборови во нејзе. И можеме да претпоставуваме дека Бог знаел дека оваа заповед е онаа што луѓето се склони да ја отфрлат, бидејќи гледаме во книгите на Стариот Завет, посебно во пророците, дека прекршување на оваа заповед е еден од најчестите гревови, спомнати и опоменати. Може би исто да претпоставиме дека најдолга, најголема по зборови, поради што е спој на првиот дел, тие први 4 заповеди, кои што се насочени кон нашиот однос со Бог, и вториот дел на заповедите, кои се насочени кон нашиот однос со луѓето. Но реалноста е дека не знаеме зошто е најдолга и треба да бидеме задоволни во тоа незнаење. Најпрво би сакал да видиме што оваа заповед значи и да разјасниме дали оваа заповед се уште важи. Ако првите 3 заповеди беа за тоа кој Бог треба да го славиме, со кои средства, втората заповед, и со каков став на нашето срце, третата заповед, оваа 4-та заповед гледаме кога Бог бара да биде славен. Јасно гледаме дека единствено тој ја има власта за одредување на тоа. Гледаме
во 10 стих, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тој го одредува денот, кој што е сабота Господова, или понатаму ќе кажем тоа сабота, шабат, одмор Господов. Тоа е оној што го одредува денот. И можеме да размислуваме и за тоа подетално, како според природата можеме да одредиме една цела година, 365 дена, како сонцето, ние се вртиме околу сонцето, како ние се движиме, така и можеме да одредиме една година. Можеме да одредиме еден месец по природните знаци, според месечината, кружењето на месечината. Но не можеме по природата да одредиме една седмица. Тоа е Божјо откровение. Тој е оној што го одредил тоа за нас. И може би знаете од историјата дека имало нации што пробувале тоа Божјо воспоставено да биде 7 дена, пробувале да направат една недела од 10 дена. Но тоа не успеало. Зошто? Бидејќи Бог е оној што одредил човекот да работи 6 дена, еден ден да одмара. Така, да погледнеме зошто оваа заповед, како и првите 3, важи и за нас денес сега. Како што во првата проповед, ако се сеќавате за воведот на заповедите, кажавме, овие 10 заповеди се различни од другите. Оние заповеди што ги имаме низ целото петтокнижие за законот, за правниот закон, за народот на Израел, за церемониите во храмот, сите тие заповеди се различни од овие 10 заповеди. И овие се различни во однос на тоа дека Господ Бог сам во оваа глава читавме дека ги изусти на целиот народ. Секој човек тоа време го слушна гласот Божи. Тој исто така, овие заповеди, овие 10 заповеди, 2 пати со свој прст ги напиша на камени плочи. И му заповеда на Мојсей да ги зачува во ковчегот на заветот. И ако се сеќавате, со тоа покажува дека во нив е неговата светост. И како што и тогаш кажав, овие 10 заповеди се морални и тие постојат во срцето на човекот уште од почетокот на светот. И така можеме да погледнеме дека Бог уште во почетокот ја востановил оваа заповед со неговиот пример. Во Битие 2 глава, 2 и 3 стихови читаме: И на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи. И се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи, и Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Тука самиот Бог дава пример за одмор во еден ден од 7. Иако не ни е спомнато јасно во Библијата, можеме лесно да заклучиме дека од почетокот Адам и Ева и нивните потомци се до Мојсей биле свесни за оваа заповед и овој принцип еден ден од 7. Можеме тоа да го заклучиме со самиот факт дека на израелците не им е непознато дека треба да имаат еден ден за Господ, кога Бог им дава мана од небото. Можете да се сетите во 16 глава, 23 стих, каде што Бог им ја дава истото, пак истата заповед. Тој им рече: ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна почивка, сабота посветена на Господа. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите. Се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Тука гледаме дека ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна починка, сабота Господова, посветена на Господ. Разбираме дека израелците и пред давањето на тие 10 заповеди се свесни за еден ден од 7. Но дали Исус Христос и апостолите во Новиот Завет ја поништуваат оваа заповед? И може би брзо
ќе помислите на неколку текстови во Евангелијата кои зборуваат за како Христос обвинет за прекршување на оваа заповед. Па дури тоа е едно од причините и зошто тој распнат, поради што фарисеите сметаат дека тој ја прекршува саботата. Но реалноста е дека ако Исус Христос ја прекршил оваа заповед, никој од нас, за жал, немаме совршен застапник и велиме дека Господ Исус направил грев. Дали го мислиш тоа? Секако дека не. Никој разумен не би помислил така. Христос самиот вели дека не дошол да го поништи законот, а во тој закон е и 4-та заповед. Така што во Матеј 5 глава, кога зборува за сите заповеди, тој не ги укинува законите, туку тој ги поправа фарисеите и нивното учење и го обновува законот Божи каков што е воспоставен од Бог. Фарисеите го обвинуваат Христос за прекршување на нивните заповеди, кои што тие ги смислиле и ги поучувале како Божи. Тие вовеле голем број на заповеди, кои што им помагале да ги пазат оние заповеди што Бог ги дал, и со тоа станувале легалисти и легалистично гледале на својот живот. Луѓе кои што сметале дека преку законот можат да му угодат на Бог и кои мислеле дека самите Божи заповеди не се доволно јасни, како оваа заповед, па така направиле цела листа за да можат да ја пазат оваа заповед. Колку чекори треба да направиш дневно на овој саботен ден, колку работи можеш да завршиш и ред други работи. И со тоа мислеле дека се побожни од сите други, пазејќи листа на правила, но заборавајќи ја вистинската смисла на Божите заповеди. Истото и Исус им го вели: ми принесувате десеток од нане и од други треви, кои што Бог навистина не ни ги заповедал, а се одрекле од она клучно да прават милост и да бидат милостиви кон другите. Затоа Исус, драги пријатели, ниту направи грев прекршувајќи оваа заповед, ниту пак ја поништи. Оваа заповед стои до ден денес. Туку единствено тој во целост секој седми ден го осветуваше и го пазеше тој шабат Господов. Тоест правеше она што му е угодно на Бог на тој ден, одејќи во синагогата, како што гледаме, по обичај и во храмот и вршејќи милостиви дела. И затоа е обвинет дека лекува во саботниот ден. А тоа не е нешто што Бог го забранува. Милоста и неопходните дела се нешто што Бог ни ги заповедува во овој ден и затоа и Христос ги врши. Гледаме исто така, Исус покажува дека оваа заповед треба да се пази и после неговото воскресение, каде што во Матеј 24 глава, 20 стих, кај што кажува за времињата што следат за уривањето на храмот, но и применски за нас, вика: молете се вашето бегство да не биде во зима или во сабота. Разбираме тука дека Бог, Исус Христос, не ја укинува саботата, туку предскажува да се молат да не биде во сабота нивното бегство. Но можеби ќе се повикате на Павле, апостолот Павле, дека Бог преку него вели дека немаме повеќе посебен ден за осветување, туку сите денови се исти. И секој ден е свет. Но иронично, ако секој ден е свет, никој ден не е свет. Тоа е логиката. Да погледнеме кои делови од Павле може да звучат така. Во Колосјаните, 2 глава, 16 стих, ни се вели: и така, никој да не ве осудува за јадење, или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за саботи. Исто така во Римјаните,
апостолот зборува во 14 глава, еден разликува ден од ден, а друг ги смета сите денови еднакви. Само секој да биде наполно уверен во своето мнение. Кој го пази денот, го пази за Господа, кој јаде, јаде за Господа, зашто му благодари на Бога, и кој не јаде за Господа, не јаде, и тој му благодари на Бога. 5 и 6 стих беа. Во однос на овие стихови, на овие зборови, како може да важи оваа четврта заповед за нас? И навистина тоа е солидно прашање, добро прашање. Но контекстот на овие два текста ни покажува како продолжува важноста на оваа заповед. Во тоа време, кога овие текстови се напишани, христијаните се наоѓале на самиот почеток. Мнозина од христијаните биле евреи, кои што поверувале во Христос, но се уште се бореле со откажување на старите патишта. И во црквата Христова во тоа време постоела голема опасност од јудеизирање или враќање назад кон церемониите што ги имале евреите пред доаѓањето на Христос. Правење тие обрезувањата, миењата и ред други работи што се обидувале да ги прават, дури опасност од тоа да ги наметнат на безбожниците, оние кои што доаѓале од народите и се преобратувале во христијанството. Но сите церемонии што Бог ги одредил за да покажуваат на Христос во Стариот Завет, биле поништени во Христос, бидејќи тој е реалноста на сенките. Тие церемонии биле сенка на Христос. Ако имаме личноста, што ќе ни биде неговата сенка? Ќе бидеме задоволни со неговата личност. Не ни треба она што е сенка по него. Па така, тука во овие текстови, и во Колосјаните, и во Римјаните, Павле зборува за тоа јудеизирање. Дека тие денови, празниците во тоа време, немале таква важност, може да бидат ценни за евреите, можат да ги пазат се уште во тоа време, се до уривањето на храмот, но не се за наметнување на секој еден верник. Во стихот од Колосјаните, тоа што ни се спомнува за саботите, тоа се церемониалните саботи, што Израел требаше да ги празнува. Но не зборува за тој морален закон, кој што гласи еден ден од 7 му припаѓа на Бог. И тоа никако не е променето. Во тоа дека е така, дека не е променето, во книгата Евреите, што најмногу зборува против сите церемониални закони, сите церемонии што прекинуваат во Христос, авторот ни кажува, значи на Божиот народ му остана починката. Или како што е во друг превод, подобро преведено, затоа за Божиот народ се уште останува саботна починка, бидејќи тоа починката е од тој ист корен, кај што еднаш се користи тој збор, саботна починка, тоа е кованица што авторот ја прави за да покаже дека се уште останува таа саботна починка или тој одмор Господов. Во Евреите 4 глава 9 стих. И со тоа доаѓаме до тоа дали ние грешиме со тоа што се собираме на денешен ден, тоест во недела, а не во сабот. Може би тоа што кажав дека четвртата заповед се уште има полна важност, би звучи како адвентизам или како саботјаните. Иако нивното пазење на еден ден од 7 навистина е за пофалба во однос на многу христијански цркви, кои во последните времења решиле да ја отфрлат оваа заповед, сепак адвентистите грешат во тоа нивно пазење на еден ден од 7, што го прават на 7-миот ден или во саботата. Затоа и така се наречени саботјани, бидејќи се уште ја празнуваат саботата. Но нема да зборуваме за нив денеска, туку ќе објасниме против нивното верување, како доаѓаме и како Христовата црква од почетокот
времето на Христовото воскресение, се до неговото второ доаѓање, се собира и ја осветува оваа заповед во недела, или како што е наречена Господовиот ден. Во самата заповед можеме да видиме што Бог заповеда. Помни го саботниот ден за да го осветуваш. Тоа лесно може да биде погрешно разбрано, бидејќи во нашиот јазик саботниот ден значи сабота. Но на еврејски зборот е сабат или шабат, што во суштина значи одмор. И така може да биде помни го денот на одмор за да го осветуваш. Или шабатот за да го осветуваш. А читаме понатаму, Бог го одредува кој е тој ден, шабат. Вика, а седмиот ден е сабота Господова, на твојот Бог. Ако се знаело дека сабота, како кај нас што знаеме дека саботниот ден е сабота, тогаш зошто одредува седмиот ден е сабота Господова? Нема потреба ако се знаело, туку мора да се покаже, бидејќи тој збор шабат означува одмор и одредува дека тој ден е седмиот ден. Најде да видиме и дали исклучиво овој збор шабат е искористен само за седмиот ден. Отворете во Левитска, 16 глава, 29 до 31 стих. Таа глава е главата каде што го одредува тој величествен празник, големиот ден на очистување. И вели од 29 стих читам. 16 глава Левитска. Овој закон нека ви биде вечен за вас. Во седмиот месец, на 10-тиот ден на месецот, смирете ги вашите души и не вршете никаква работа, ни домородецот, ни странецот кој е населен меѓу вас. Зашто на тој ден ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господа од сите ваши гревови. Нека ви биде тоа саботна починка, за да ги успокоите вашите души. Тоа е вечен закон. Гледаме дека истиот збор се користи кога се работи за други денови наместо седмиот ден. Бидејќи како што знаеме, 10-тиот ден во било кој месец, секоја година се паѓа на друг ден. Како што нашите родендени ги славиме секоја година на различен ден, иако на ист датум, секоја година се поместува по еден ден. Освен на престапната која се поместува 2 дена напред. И со тоа заклучуваме дека оваа заповед вклучува заповед во незе што не е постојана. А тоа е заповедта за кој ден е шабат или денот на одмор. Бог во својата мудрост од создавањето на светот навистина го одредил седмиот ден да биде ден за одмор. И во заповедта гледаме дека Бог се повикува на тоа негово создавање, кога го создаде светот во 6 дена, седмиот одмори. И се повикува дека нашиот одмор е одмор кој што се присеќа на создавањето на светот во времето на израелците. И вистина е дека во Новиот Завет немаме кажано со зборови дека првиот ден сега е сабота Господова или шабат Господов. Но ако зависиме само од зборови, без гледање на самото поучување на Библијата, тоаш сме во голема опасност и за други доктрини. Не можеме да кажеме дека ако нема јасен збор за некоја доктрина, тогаш не е валидна таа доктрина. Бидејќи веруваме во троеден Бог, а никој во Библијата не може да ми посочи кај што вика Бог е троеден со тие исти зборови. Ама секако дека веруваме дека Библијата тоа го поучува, дека Бог е троеден. Никаде не ни вели дека Исус е Бог. Или самиот Исус никаде не вика дека е Бог. Но веруваме дека Исус го учи тоа и баш низ сите проповеди од Евангелието според Јован заклучуваме дека Исус е Бог и не може поинаку.
Исто така никаде не ни се кажува дека жените треба да земаат Господова вечера. А денеска видовме дека ние го практикуваме тоа, бидејќи Библијата го учи тоа. Па така, христијаните веруваат, и тоа со право, дека Библијата учи дека првиот ден го заменува седмиот ден. А од каде го заклучуваме тоа? Го заклучуваме тоа од некои предскажувања за таа промена во Стариот Завет, Христовото воскресение, неговото прикажување на апостолите после неговото воскресение, а и од самата пракса на апостолите. А бидејќи, како што кажа татко ми, дека праксата на апостолите или науката апостолска е на она што црквата Христова се изградува исто така. И прво ќе ги разгледаме тие пророштва во Стариот Завет и гледаме во празниците на Израел, кои сами по себе се слика на Христос, дека покажуваат на возвишување на првиот ден. Читаме во Левитска 23 глава, 16 стих, каде што вика: тогаш на денот по седмата сабота на Педесетница принесете му на Господа нов лебен принос. На денот по седмата сабота. Запотоа во 21 стих да рече: на истиот ден, денот по седмата сабота, свикајте собир, нека ви биде свет собир, не работете никаква работа. Тоа е првиот ден кој што гледаме дека е посветен за свето собрание и не работење никаква работа. Но уште појасно предскажување за оваа промена во првиот ден имаме во Псалм 118. Тој псалм што го читаше татко ми за Господовата вечера. И баш од 22 до 24 стих. Во тој псалм ни се вика: каменот што го отфрлија зидарите стана крајаголен камен. Тоа е од Господа и прекрасно е во нашите очи. Ова е денот што Господ го направи, да му воскликнуваме и да му се радуваме нему. И зошто велам дека ова е пророштва за промена на саботниот ден во неделниот? Бидејќи овој 22 стих, каменот што го отфрлија зидарите стана крајаголен камен, во Дела апостолски, можете да отворите во 4 глава, 10 и 11 стих, ни се кажува дека тој камен крајаголен е Христос, но уште повеќе неговото воскресение. Од 10 стих во 4 глава. Тогаш да знаете сите вие и сиот израелски народ, дека во името на Исуса Христа Назареецот, кого вие го распнавте, а кого Бог го воскресна од мртвите, преку него овој човек стои здрав пред вас. Тој е каменот што вие зидарите го отфрливте, а кој стана глава наголот. Тоа значи дека каменот што го отфрлија зидарите, го распнаа, стана со воскреснувањето глава наголот или крајаголниот камен што евреите, мнозина од евреите се сопнаа поради тоа воскресение. И гледаме дека ова е предскажување за таа промена. И ова е денот што Господ го направи, да му воскликнуваме и да му се радуваме на нему. Денот на воскресението Христово. Но затоа тоа е најголема причина зошто на овој ден се собираме како христијани, е воскресението на нашиот Господ и Спасител. Во сите евангелија можеме јасно да видиме дека Христос воскресна на првиот ден, не во сабота, туку во недела. Во Марко 16 глава најасно ни се кажува дека откако мина саботата, жените отишле во првиот ден на гробот за да го помазаат Христос, на Христовото тело, и дознале дека Христос воскреснал. Но да погледнеме и во Јован 20 глава, 19 стих, каде што ни се вели: на вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страф од јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече: мир вам.
а потоа им се појавува повторно по 8 дена. Тоа значи на првиот ден им се појавува и повторно пак по 8 дена, што е пак првиот ден, тоест недела. Неговото воскресение е на првиот ден, но и гледаме дека по обичај пак им се појавува на првиот ден, што поставува на основа дека тоа е денот каде што го сретнуваме Христос, каде што го славиме Него и каде што добиваме благослов од Него. Воскресението навистина е завршување на Неговото дело на земјата, исплаќање на гревовите на својот народ и победа над смртта и над сатаната. Со воскресението Христос означува нов почеток, па така имајќи таа предност над старозаветните верници, ние го осветуваме денот на кој Христос воскресна. Бидејќи така, ние не се присеќаме на созданието, на тие 6 дена што Бог го создаде светот, туку се присеќаме на Христовото воскресение и нашето спасение и нашиот вечен одмор во Него, што го очекуваме и што ни го ветува Христос со Неговото воскресение. Исто на денот на Педесетница, што видовме од Левицка, дека беше во првиот ден на седмицата, учениците Христови беа собрани на исто место каде што Светиот Дух слезе на нив видливо. Друго, гледаме дека од Дела, 20 глава, каде Павле и други ученици се во Троада, тие поминале таму 7 дена, што значи дека секако биле таму во сабота. Но ние пишано на првиот ден на седмицата се состанале да раскршуваат леп. Значи имале Господова вечера како и ние денес и да го слушаат Павле како проповеда. Така заклучуваме дека апостолот Павле, иако бил таму во сабота, богослужбата ја прави на првиот ден во седмицата, тоест недела. Исто Павле им заповеда на коринтијаните, во 16 глава, први и втори стих, а за собирањето милостини за светите, правете и вие како што им наредив на галатските цркви. Во секој прв ден, секој од вас нека оддели и остави при себе си колку што може, за да не се врши собирањето кога ќе дојдам. И гледаме тука дека не е оваа пракса само за коринтијаните, туку им кажува вие како што им наредив на галатските цркви. А знаеме од почетокот на кого е насочено посланието, да, на коринтијаните, но Павле вика и на сите други кои што го повикуваат Господовото име и сите народи. Тоа значи дека црквите се собирале на тој ден, на денот на Христовото воскресение, и собирале милостина за сиромашните. И последно нешто во однос на апостолската пракса е апостолот Јован, кој во својата книга Откровение, последната книга во Библијата, првата глава, 10 стих, ни кажува: во Господов ден бев во духот. Или во друг превод, во денот Господов бев обземен од духот. Имал привидение и сето тоа што го пишува понатаму во Откровение. И кој е тој Господов ден? Можеме да заклучиме дека тој Господов ден е недела, денот на воскресението, бидејќи кој друг ден би можел да се нарече така? Ако не денот на кој што Христос воскресна од мртвите. Ова присвојна заменска придавка, Господов, се користи само уште еднаш. Во Новиот Завет и во целата Библија тоа за Господовата вечера. Во 1 Коринтијаните 11 глава. Имаме вечери сите, но само една е Господова вечера. Има 7 дена, но само еден е Господов ден. И кој може така да се нарече, ако не Господовиот ден, кој е во недела, воскресението Христово. И тоа означува посебност и не може да биде било кој друг ден. А историјата на црквата и толкувањето на овој текст го потврдува тоа. Овие работи наистина се причини зошто ние се собираме во недела, а не како евреите што правеле во сабота. Но сега со Божја помош накратко ќе разгледаме и што Бог бара
од нас како должност и што ни забранува од нас во оваа 4-та заповед. На почеток на заповедта кажува: помни го саботниот ден за да го светуваш. Што ни е заповедано во оваа заповед? И дали Бог во Новиот Завет бара помалку од нас отколку во Стариот Завет? Не. Баш во однос на оваа заповед, Бог од нас не бара помалку од она што барал од евреите во Стариот Завет. Се уште она што се бара во самата заповед, се бара и од нас. Најпрво во оваа заповед гледаме дека Бог зборува позитивно. Во претходните 3 заповеди, ако се сеќавате, имаме негација, не ќе имаш, не ќе си правиш, не ќе им се поклонуваш, не ќе го изговараш. Но сега имаме заповедна форма каде што помни го саботниот ден да го осветуваш. Осмиот стих, каде што почнува ова заповед, навистина ни заповеда да го помниме саботниот ден. А што значи тоа помнење? Помнење, бидејќи нашите умови се склони да забораваат. Но не само такво помнење, туку празнување, како што од таму доаѓа нели тој збор помен. Помен на оние мртви што загинале, им се прави некој помен. Тоа е присеќање на нешто и постојано освежување на нашата меморија во тоа. Тоа е помнење со тоа што ние ќе се припремиме за овој Господов ден, за да го осветуваме. Не заборавање и легнување премногу касно за да не можеме да станеме на овој ден за да го прославиме Бог. Или воопшто неприпремање на нашата душа за да го осветиме овој ден. А самиот збор шабат, како што објаснив, означува одмор. Па така како и што ни се објаснува во самата заповед, заповедано ние тој еден ден од 7 да одмараме. И што би значило тоа? Се разбира, не е мрзливо безделничење. Одморањето во оваа заповед не е само лежење и безделничење. Одморот во однос на оваа заповед гледаме дека се однесува на сите своји работи, каде што вика 6 дена ќе работиш, ќе ги вршиш сите своји работи. А после вика 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа, тоа никаква работа е за тие сите своји работи што ги имам. Не значи дека ние мрзоволно лежиме и ништо не правиме, туку не ги правиме оние работи што се наши и што ни донесуваат секакви благослови. Во овој ден одмараме и не ги правиме тие работи. Зошто? Оти Бог има власт над овој ден. А начинот на кој што треба да одмараме е да го осветуваме денот, како што ни се кажува, за да го осветуваш. Овој ден не е за нашите световни работи, рекреации, уживање во себе си, туку ни се заповеда да го осветуваме денот, а осветувањето значи одделување на некое нешто од обична употреба во света или посебна употреба. Тоа е поминување на целиот ден во славење на Бог. И некој ќе си помисли, па како можеме тоа да правиме? Сакаме да ги работиме нашите работи, да уживаме во себе си. Но Бог има власт 1/7 од нашата седмица и ние треба овој ден да го осветуваме со тоа што ќе го славиме Него. И Исус ни дава таков пример. Во Лука 4 глава, 16 стих, таму ни се кажува дека влезе во саботен ден во синагогата според својот обичај и стана да чита. Тука ни се покажува дека Христос ја почитува саботата и го прави она што му е угодно на Бог, славејќи го Него помеѓу собранието на верниците во синагогата, читајќи го Неговото Слово.
Исто така заповедано им било на израелците, нивните, секојдневни паленици да се дуплираат во саботниот ден. Тоа можете да прочитате во Броеви 28 глава. Секојдневните паленици што ги вршеле левитите во храмот, на овој ден се дуплираат. Па, зарем не треба и ние така да размислуваме за богослужењето? Зошто да имаме па и една богослужба? Зошто немаме две богослужби на овој ден? За да ги дуплираме нештата наши што треба да ги вршиме пред Бог. Бог што ги бара од нас. Навистина христијаните само пред 50 години тоа го правеле. Секоја црква имала во недела две богослужби, бидејќи знаела што е битно во овој ден. Овој ден не е за нас. Овој ден не е за нашите обврски. Овој ден е за Бог. Бог бара од нас да му служиме, да му се поклонуваме. И овој ден е предвкус на вечноста, каде што вечно и постојано ќе бидеме пред тронот Божи, славејќи го нашиот Бог. И дали го искусуваме тоа овде, на земјата, тој предвкус на вечноста, каде што се собираме, го славиме Бог, потоа во нашите скришни соби го славиме тајно, или во нашите семејства, дали го славиме Бог во овој ден, дали му одделуваме цел ден за да воздигнеме Него. Ако тоа не го правиме, тоаш крадиме од Него, она што е Негово. Бог бара од нас нашето време да го посветиме, да му го посветиме Нему. Што ни е забрането, второ? И навистина треба да привршуваме. И ако одморот ни е заповедан, тогаш работата ни е забранета. И навистина тоа е нештото што луѓето ги тера да ја отфрлат оваа заповед. Лесно ни е на нас луѓето да сакаме да си ги вршиме нашите работи постојано. И затоа имаме изговори, па ова мора да го направам, ова треба да го направам, ако не го направам ова нема да имам пари за да изгледам мојата фамилија, нема да имам пари за да платам сметки и такви работи. Но Бог ни забранува работа во овој ден, работа што е наша работа. Зошто? Бидејќи овој ден е Негов и не му припаѓа целосно, а не нас. И затоа во 34 глава во Излез, 21 стих вика: 6 дена работи, а на 7-миот откажи се од работите, сеенно ако е и во доба на орање или во време на жетва. Зошто тоа го прави Бог? Зошто тоа им го заповеда? Зарем нивите треба да пропаднат? А не, Бог во својата премудрост го направил она да може човекот да функционира, а не само човекот, туку и целата природа да функционира во 6 дена работа, 7-миот да одмара. И дали знаете, дури и нивите во Стариот Завет требаше да се работат 6 години, 7-та година да почива нивата. Бог во својата премудрост знае што ни забранува за наше добро и за добро на целата природа. Ако ние се преработуваме, тогаш нашите тела брзо ќе согорат, но најлошо од се, поради нашето крадење од Бог, нашите души ќе согорат и нема да вкусат од Божијата благодат. Овој ден никаква работа не ќе извршуваш што е твоја и што не е неопходна. Исус ни покажува дека нашите неопходни обврски треба да ги извршуваме. Како што гледаме учениците поминувајќи нива во саботниот ден кинат класи да јадат. Тоа е неопходност. Нашето тело бара храна за да се одржува и треба тоа да го правиме. Но дали е неопходно во овој ден да си ја работиме работата што можевме вчера да ја завршиме или во другите 6 дена? Не. Не, овој ден му припаѓа Нему. Ние не треба ни да бараме наши рекреации, задоволства. Зошто? Бидејќи тие нешта Бог ни ги дал тие 6 дена за да уживаме
да ги правиме нашите работи, но еден ден од 7 припаѓа нему и ни забранува да правиме она што го правиме во другите 6 дена. Безделничењето исто така е осквернување на Господовиот ден. Може би ќе речете, добро, еден ден одмарам. Но дали само лежиш и ништо друго не правиш? Видовме дека заповедано ние не само да одмараме физички, туку да ги предадеме нашите души во славење на Бог. А безделничењето е осквернување и крадење од Бог. Она време што треба да ни биде посветено на Бог, ние поради што не знаеме што да правиме со себе си, го потрошуваме залудно. Исто така гревот е забранет во оваа заповед. Секако, гревот е секогаш забранет, но во овој ден, нашиот грев, неговата грозност се зголемува пред Бог, бидејќи овој ден е ден, свет ден, за свети нешта и не треба да се осквернува со никаков грев, што, за жал, ние во нашите грешни тела се уште му грешиме на Бог и постојано треба да бараме милост и да стоиме само на праведноста Христова, бидејќи немаме наша праведност на која што можеме да стоиме. Исто така пропуштањето на богослужењето е грешно и забрането во оваа заповед. Ако ги пропуштаме богослужбите или собирањата, што во евреите ни се кажува, не ги пропуштајте, не ги напуштајте вашите собирања, тогаш грешиме на Бог, не го правиме она што е добро. Да, не велам дека во Божјата промисла не може да бидеме спречени да дојдеме на богослужба. Можеме, поради болест, поради други работи што се патување и на друго место сме, но треба секогаш да размислуваме дека овој ден му припаѓа на Бог и не треба да ги напуштаме собранијата. Не треба да пропуштаме да дојдеме на богослужба. Богослужењето е клучно нешто во овој ден, како јавното, така и во приватноста. Нашиот одмор, како што кажав, не се состои од одмор на телото, туку примарно одмор на нашата душа. Исто така, ако нашето срце е далеку од искрено богослужење, ние му служиме на Бог само со нашите усни, а тоа Бог го гледа и не го сака, не го одобрува. Тоа го читаме во Матеј 15 глава, како Исус цитира од Исаија, дека вие само служите на Бог со вашите усни, а вашето срце е далеко од мене. Тука, во оваа заповед, Бог милостиво не потурнува со 4 причини зошто да ја пазиме оваа заповед. И ни кажува, имате 6 дена за вашите обврски. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи. И ни покажува и пример, Господ Бог во 6 дена ја создаде земјата. Дали ние во тие 6 дена не можеме да си ги извршиме работите, па поради тоа што не можеме да ги извршиме нашите работи, мораме и 7-миот ден да работиме? Тоа не смее да биде. Но треба да ни биде поттик, имаме дури повеќе од она што Бог бара од нас и за нашите потреби. Бог во неговата премудрост дозволил нашите обврски да ги извршуваме во 6 дена од 7. И царем можеме да се жалиме, бидејќи еден ден Бог бара за него? Не смее да биде. Исто ни кажува дека Бог е собственик на Господовиот ден, или како што ни кажува, 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тој е оној што го држи овој ден. И овој е денот што Бог го создаде, да му воскликнуваме и да се радуваме во него. И
Ако ние го употребуваме овој ден за нашите работи, за нашите патувања, за нашите празни зборувања, ние крадиме од сопственикот, од Бог. Дали Бог не го гледа тоа? Го гледа и тоа ќе го казни. Бог исто така дава пример, третата причина, која што ни ја дава за пазење на оваа заповед. Во неговиот пример, како тој одмори. Дали на Бог му треба одмор? Не, тој нема потреба од одмор. Како што кажува Христос, мојот татко работи и јас работам. Но што е тој одмор што го има во Битие 2 глава, 2-3 стих? Одмор за да рефлектира на се она што создал, но воедно и да го одржи светот во неговата мој. Не е одмор во безделничење и неправење ништо. Ако Бог одмара, ние ќе пропаднеме. Тоа е оној што не држи во живот, тоа е оној што ни дава здив и се што ни е потребно. Четвртата е тоа што Бог и на тој 7-ми ден тогаш го осветува шабатот. Тоа значи дека тој ден го извлекува од обичните денови и го прави свет. И ние, според неговиот пример, треба овој Господов ден, како што видовме, христијанскиот шабат или христијанската сабота е недела. И ние овој Господов ден треба да го осветуваме, да ги напуштаме нашите работи и да се посветуваме на Божиото дело. И ќе прочитам од Исаија 58 глава, 13-14 стих, за крај, каде што ни вели: ако ја воздржиш ногата, за да не ја изгазиш саботата и да не вршиш работи во светиот ден, наречеш ли ја саботата милина и чесен денот посветен на Господа, почитуваш ли го откажувајќи се од пат, од занимање со работа и од празни зборувања, тогаш ќе ја најдеш својата радост во Господа и јас ќе ти изведам по земните височини, ќе ти дадам да уживаш во наследството на твојот татко Јаков, зашто Господовата уста зборуваше. Дали ова не е прекрасен текст за нас? Бог не насочува да се откажеме од нешто, но воедно во тоа откажување ни дава преголеми благослови. Вика, тогаш ќе најдеш својата радост во Господа. Дали нашата радост ја бараме во спортот, во рекреацијата, во забавата и во работата, во фамилијата? Тоа не треба да биде така, туку нашата радост треба да ја бараме во Господа. А како ќе ја добиваме таа радост? Ако ја воздржиш ногата за да не ја изгазиш саботата или шабатот и да не вршиш работи во светиот ден, да ја наречеш саботата милина и чесен денот посветен на Господа, откажувајќи се од пат, од занимање со работа и од празни зборувања. Каде се нашите мисли, таму биде и нашето срце. И затоа треба нашите мисли да бидат насочени кон небесата, кон вечното избавување што го чекаме, вечниот одмор. И така, да го празнуваме, да го светуваме овој ден, за да ја најдеме таа радост во Господа. И тој ни кажува, овде во нашите Библии вика, јас ќе те изведам по земните височини. Во друг превод вика, јас ќе те искачам на височини земни. Што значи, тој ќе ни покаже задоволство и убавина во него, ако ја празнуваме саботата, ако го празнуваме Господовиот ден. И ќе ни даде да вкусиме, како што вели, од наследството на твојот татко Јаков. А кој е тоа наследство на нашиот прататко Јаков? Тоа е вечното наследство кое што го добивме во Исус Христос. Но ако денес не си го добил тоа наследство во Христос Исус, како можеш да вкусиш од тоа наследство? И Бог бара и денес
вистински поклоненици, кои што ќе му се поклонат верувајќи единствено за свое спасение во Исус Христос. Тоа го немаш направено, ниту ќе видиш радост во Господ, ниту ќе се искачиш на височините земни, ниту ќе вкусиш од тоа наследство и си определен за вечна пропаст. Но Бог е милостив и го насочува Евангелието, благовестието кон сите нас. Кажува, Исус Христос е оној што во целост е исполнил оваа заповед. И ние, иако грешиме, денес можеме да се сврнеме кон Него, да погледнеме кон Него и да најдеме радост и благослов. Амин. Да се помолиме. Господи Боже наш, слава, чест и величие нека на Тебе. Ти благодариме што Ти во Твоето Слово не зборуваш милостиво и не коруваш, не опоменуваш и не насочуваш да не Ти грешиме, туку да се посветиме на Тебе. Ти благодариме за сите Твои заповеди кои што се свети, чисти и праведни и простини, што ние Тебе Ти грешиме со нашето прекршување на Твоите заповеди. Се молиме Ти дај ни сила да не ги прекршуваме и да ќе кориме чисто пред Тебе, свето и побожно, осветувајќи го Твојот Господов ден. И дај Те молиме да ја вкусиме радоста во Тебе, да го наречеме овој Твој ден милина за нашите души и да вкусиме од вечното наследство во Исус Христос. Во Негово име се молиме. Амин.